Од толку добри закони што доносите, матичните лекари штрајкуваат, земјоделците, сточарите, производителите на храна, полициските синдикати штрајкуваат, јавната администрација, судската администрација, судиите, вработените во градинките, од толку добри закони што носите. Цела држава ние во штрајк. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување на законот за административни службеници по скратена постапка. Ке го прочитам образложението. Во делот 2 од образложението на предлагачот стои дека основната цел на предлог на законот е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор со најниски примања преку воспоставување на ист износ на законска минимална плата и скалесто усогласување на останатите плати на административните службеници од сите нивоа, како и обезбедување на континуитет на промените на платите во администрацијата во однос на минималната плата на национално ниво како долгорочна цел. Ова го пишува во законот. Но, по направената анализа, јасно се воочува дека, согласно новата методологија за пресметка на платите на државните службеници, зголемување од 2350 денари до 3660 денари ќе добијат само вработените од ниво Г, додека категориите Б и В ќе добијат од 227 до 394 денари зголемување на платите. Што значи ќе се овозможи покачување на платите само на вработените со средно образование. И вие ваквото покачување на платите го поддржувате. Сега ќе прикажам една симулација. Категорија Г4, Г3, Г2 и Г1, помлад референт, виш референт и самостоен референт, ќе добијат покачување од 25,24%, Г3 22,87%, виш референт 18,34% и самостоен референт Г1 14,25%. Другата категорија В, помлад соработник, виш соработник и советник, покачувањето ќе им биде 263 денари или 1,19%, соработник 314 денари или 1,33 денари, 33%, виш соработник 313 денари или 1,28% и советник В1 1,19% или 313 денари. Б категорија раководител на оддел, помошен раководител на сектор и државен советник ќе добијат покачување од 342 денари, 359 денари, 360 денари и 411 денари или 1,09%, 1,15%, 0,96 или 1,06%. Според нивото на образование, бодови 56 добиваат граѓани со 240 кредити, 31 бод со 180 кредити, 60 со више образование 11 бода и со средно образование 1 бод. Значи, наместо да се најдат решенија за исплата на минималната плата и скалесто усогласување на останатите плати, владата на Република Македонија носи заклучоци, уредби на влада, наместо платата да се уредува со закон и по колективен договор. Првите 4 категории се со средно образование, кај нив има најголемо покачување. Кај другите, покачувањето е навистина жива срамота.
Најжално е што донесувањето на закон за минимална плата е популистички, ги терате приватните фирми да исплаќаат повисоки плати, а кога државата е раподовач, тоа не важи, ни К-15 се исплаќа, а им се наложува на приватниците тоа да го направат. Значи, минималната плата, односно законот за минимална плата ви донесе премногу проблеми, затоа без суштинска анализа доносите закони, пак ќе речам, сето тоа се популистички закони за да ги смирите граѓаните да не реагираат, меѓутоа веќе тоа не ви пали повеќе, затоа што сите граѓани на Република Македонија ја осеќаат кризата, поскапувањето, кога ќе одат во продавници, сето тоа го чувствуваат. Покачувањето на платите треба да се прави со цел да се држи чекор со инфлацијата, а не да се засилува инфлацијата како вие тоа што го правите. И нормално да се следи трендот на минималната плата, затоа што цените на сите продукти, на струјата, на бензинот, на нафтените деривати за сите граѓани во Република Македонија е иста. Некои од мерките кои ги носите не се соодветни на трговците, затоа денес не им се исплаќа да продаваат намирници без маржа, зошто би работеле, затоа што и тие треба да заработат, затоа што трошоците за живот растат за сите, затоа имаме празни рафтови, меѓутоа се прашувам дали ги нема производите или благодарение на законите кои што ги носите имаме дефицит на одредени производи. Владата треба да го помага стопанството, затоа што ако немаме добро стопанство, од каде граѓаните ќе земаат плата? Сето тоа вештачко зголемување на платите еден ден ќе ни се удри од глава на сите. Уште еднаш ќе кажам, донесувањето на законот за минимална плата ви отвори огромни проблеми во државата, огромно незадоволство, а вие не ги предвидовте тие последици. Трошоците за живот растат, вработувањата во јавната администрација имаат потреба од повисоки месечни примања и за нив трошоците се зголемени и нормално сите тие ќе излезат на улица. Од земја, богата со вода, ги исушивте езерата, богата со храна, не ги стимулирате земјоделците, од земја, богата со историја, чија што ја продадовте, ја донесовте државата во очај, направивте голема штета и за да спасиме барем дел од она што остана од Република Македонија, спаси е предвремени парламентарни извори и на вистина да дојдат луѓе кои што си ја сакаат државата. Благодарам. Нема. Фадил Зандели Кафјат. Fadil Sandeli was